Загина работник во Пехчево. 60-годишниот штипјанец Саво Китановски утрово работејќи на ремонт на вентилациона инсталација во пехчевската фирма Фагус паднал на глава од носач на висина од 6 метри директно на асфалтна подлога и починал на самото место. Несреќата се случила утрово околу 9 часот. Неофицијално како можна причина за падот се споменува и струен удар, бидејќи покрај местото каде што работел работникот минувале жици од електрична енергија со висок напон. Очевидци за Канал 5 велат дека работникот не носел заштитна кацига и при работа ја допрел главата до жиците од 10 киловатниот далековод, пошто паднал на главата и починал на самото место. Ова го потврдува и дежурниот лекар, кој истакна дека несреќниот работник имал изгореници од струен удар на главата, а починал од падот. Никој во Пехчево не сакаше да зборува за несреќата. Во Фагус не најдовме никој од одговорните. Обезбедувањето ни ја затвори капијата и ни објасни дека шефовите се вратиле во Штип, додека пак телефонски техничкиот директор Владко Таковски ни објасни дека нема од фирмата да се дава изјава. Од СВР Штип информира дека според информациите со кои располага полицијата, работникот бил приватен за нечија и бил усно ангажиран од сопственикот на фирмата Дик Фагус, кој исто така е штипјанец. Надлежните извршиле увид на местото на несреќата. Освен истражен судија, на лице место излегол јавниот обвинител. Дали ќе има одговорност од сопственикот на Фагус, допрва ќе се утврдува и тоа е во надлежност на јавниот обвинител, информират од полицијата. Се очекува и трудовата инспекција да го каже своето мислење. Инаку фирмата Фагус произведува мебел и е наследничка на Пехчевски Црнбор и Напредок. Работници подолго време се жалат дека работат прекувремено и добиваат мали плати, но пред камерите не сакаа да дадат изјави. За 2 дена ова е втора жртва при несреќа во малата Малешевска општина.